веќе добро знаете дека веднаш по утринските вести време е за првиот утрински разговор ова утро, како што ви најавив на почетокот на емисијата. Ова утро заедно со нашите утренски гости ќе биде нашата Слободанка и незиниот гостин, доктор Злата Мехмедович. Слободанче, добро утро до тебе. Добро утро, како си? Одлично, благодарам. Вие како сте двајцата? Понеделнички во исти бои, некако денес во комбинации. Приметив. Да. Доктор Мехмедович, добро утро и на вам. Добро ни дојдовте во утринската програма. Имате навистина убава тема со Слободанка, ке зборувате за правилна грижа на сопственото здравје. Со оглед на тоа што веќе времето ни е многу веќе постудено, имунитетот предпоставувам ни се намалува и треба да обрнеме внимание на нашето здравје. Повелете со нетрпение ќе ве слушам. Добро утро, да ве поздравам и благодарам на поканата пред се. Секако, добре дојден впрочем како и секогаш и драго ми е што ќе имаме можност да зборуваме, како што кажа Ирина. Ќе опфатиме повеќе теми ова утро, нема да се задржиме само на една, со оглед на тоа дека имаме и за што да зборуваме. Меѓутоа, на самиот почеток, насловот е правилна грижа за сопственото здравје. Ние сакаме да се грижиме за сопственото здравје. Меѓутоа, некои фактори толку влијаат што може да ни го загрозат сопственото здравје, а тоа е под број 1, загадениот воздух. Сакам да позборуваме за тоа со оглед на тоа дека статистиката и самите пулмолози кажа дека веќе е алармантна и состојбата и со дечињата кои што ги полнат амбулантите. Овие денови можеме да забележиме дека е почист воздухот, дури и самите ние веќе. Меѓутоа, што правиме? Како ние да се грижиме за сопственото здравје кога имаме еден ваков фактор кој може да ни го наруши? Исклучително е тешко. Ја би рекол дека практично е невозможно доколку не се направат сериозни системски интервенции за да се направи дефинитивно да го решиме проблемот со загадувањето во град Скопје. Веќе предолго трае периодот како што гледаме дека Скопје како град се наоѓа на листата на 10 најзагадени градови во Европа и во светот и тоа е апсолутно неприфатливо. Све што се прави во насока на тоа да се митигира, да се ублажи ефектот од загадувањето, не може да биде примарно како решение земено, освен доколку не се реши дефинитивно проблемот со загадувањето. Кажавте дека овие денови е почесто, меѓутоа кумулативно гледано, во текот на зимските месеци ние имаме претежно голема концентрација на PM2,5 и PM10 частичките, која што значително го надминува прагот на дозволена концентрација во текот на целата сезона. Во зависност од нивната големина, значи видете вака. Ако да ги појасниме, пластично да им објасниме колкави се тие честички. Значи, зборуваме за два типа на честички, PM10, кои што се помали од 10 микрометри, и PM2,5, кои се помали од 2,5 микрометри. Ако земете да ги споредите со едно влакно на косата, тогаш PM10 честичките се 7 пати помали од пресекот на влакното на косата. А овие другите се помали 30 пати. Таа нивна големина им овозможува длабоко да продрат во белите дробови, дури да влезат во крвотокот, и кога ќе влезат во крвотокот, оштетувањата што ги прават на внатрешните обвивки на крвните садови се значителни и затоа доаѓа до сериозни кардиоваскуларни заболувања кои што понатаму се манифестираат во форма на мозочни удари или срцеви удари. Зголемувањето на фреквенцијата на овие заболувања во текот на изминатите години има сериозна поврзаност со загадувањето, дури Институтот за јавно здравје излезе со статистика во која што кажа дека 18% од вкупниот број на смртни случаи кои што се должат на заболувања, кои што се веќе регистрирани како што се мозочни удари или кардиоваскуларни заболувања, се должат впрочем на загадувањето. Толку е висок процентот, толку е голема улогата на загадениот воздух и уште еднаш кога ќе се вратиме на почетокот, доколку нешто не се направи системски, навистина да ја подигнеме еколошката свест, пред се да почнеме од себе и да внимаваме колку тоа ние загадуваме, а потоа и нели системот и државата да испорачат, тоа ќе имаме сериозни проблеми. Да, ги слушнавме за жал, токму од овие фактори како може да се наруши нашето сопствено здравје од загадениот воздух. И она што ние можеме да си сториме нешто за нас е да го избегнеме, па да се замине на планина, меѓутоа и тоа воопшто не е решение, затоа што повторно треба да се вратиме назад. Или пак дали е препорачливо и во своите домови. Што правиме со домовите? Навлегува ли воздухот и во нашите домови? Како да се воздух е така? Секако тоа е воздухот, не можете да го
прочистуваме што и да ете од сите оние што ни ги нудат, нели, освежувачи, прочистувачи и така натаму, дали може да влијаат барем нешто да допридонесат за прочистување на воздухот? Внатрешните прочистувачи имаат ефект, не Значи, можеме тоа да сепак го има негираме. ефект. Не можеме тоа да го негираме, значи постојат посебни HEPA филтери кои што се користат во тие прочистувачи, кои што ги заробуваат PM2,5 и PM10 частичките, така да внатрешниот амбиент, внатрешниот воздух може да биде навистина со добар квалитет. Проблемот е кога ќе излезете надвор. Не можете да бидете затворени 24 часа во текот на денот и тоа да го правите во текот на сите зимски месеци кога имате голема концентрација на загадувањето. Потребно е повторно, како што кажа, да се реши да се реши воздухот генерално, затоа што тој воздух кога ќе отворите, кога ќе отворите прозор, врата, тој влегува дома. Тука треба навистина да се остави тоа на експертите кои што се занимаваат со екологија, не би навлегувал во детали, меѓутоа она што примарно треба да се реши е начинот на кој што се уште се грееме во текот на зимските месеци, затоа што се покажа дека се два главни фактори кои што допринесуваат толку силно да имаме загаден воздух, а првата е сообраќајот и втората се начинот на кој што се уште ги загреваме нашите домови. Имаше неколку акции кои што беа пропратени во минатото, би рекол со слаб одек, со цел да се направи трансформација на системот на грејење во Скопје и да се премине кон поеколошки горива или одржливи извори на енергија, меѓутоа тоа немаше толку силен ефект и се уште гледаме дека загадувањето е на исклучително високо ниво и се уште гледаме дека од домовите на стамбените згради, особено на куќите, имаме оџаци кои што димат и кои што се уште користат горива кои што дополнително загадуваат воздухот. Добро, сепак да разјасниме и да знаеме што е она што не чека кога имаме загаден воздух, меѓутоа сепак добро е да се имаме една правилна грижа за сопственото здравје. Сега малку и ќе се навратиме на она место каде што и вие сте сега на позицијата за физикалната терапија. Ајде еднаш да појасниме околу промените на времето, зошто се јавуваат болки во телото, поготово сега кога е постудено времето. Тоа се најчесто метеопатски промени кои што се јавуваат. И зошто постојат метеопатите? Во која група може би јас ке се пројам? Веројатноста дека тоа нема да може толку лесно да го искорениме е голема и односно луѓето кои што дефинитивно ги чувствуваат тие промени имаат сериозна потреба од физикална терапија и да, во овие зимски месеци, особено кај нас, забележува зголемена фреквенција на пациенти кои што имаат повеќе потреба од физикална терапија. Најчесто се тоа болки кои што се наоѓаат во делот на рбетниот стол, кои што се водат во болки на зглобовите. Ревматските заболувања се исклучително карактеристични затоа што во овој тек на сезоната имаат значително влошување на општата здравствена состојба, промените на температурата, промените на воздушниот притисок, промените на влажноста на околината, кои што се драстични во зимските месеци, сериозно влијае на промените во организмот и како тоа организмот го перцепира. Видете, во организмот има милиарди рецептори кои што секоја надворешна промена сериозно ја регистрираат и имате два дела од нервниот систем кои што се викаат симпатикус и парасимпатикус кои што пробуваат да најдат одговор на начинот на кој што надворешните промени влијаат врз организмот. Меѓутоа е многу тешко навистина за еден организам да го адаптира на толку многу промени во текот на зимските месеци во организмот и затоа се јавуваат, односно резултираат во органски промени понатаму, односно органски нарушувања кои што се манифестираат преку форма на болка, вкочанетост, нелагодност, парестези, намален носет, трнење и така натаму. А за главоболките на кои што се јавуваат токму во за промена на времето? Главоболките може да бидат поврзани со многу работи. Со многу и со загадениот воздух исто така повторно ќе се навратиме. Спомнавме загадениот воздух, меѓутоа генерално ние сме за жал земја. Во Македонија имаме голем број на хронични болни кои што пред се имаат сериозен проблем со 5 основни хронични заболувања. Тоа се покачениот крвен притисок, шекерот, астмата, хроничната обструктивна белодробна болест и хипотиреозата. Ако ги земеме само во предвид хипертензијата и диабетот, кои што имаат сериозни ефекти и последици кои што се јавуваат како резултат на оштетувањата на крвните садови, тогаш најголемиот дел од таа микроваскуларизација која што е оштетена и која што пројавува симптоми во форма на главоболка која што ја споменавте вие, е поврзана со овие заболувања кои што доминантно прават оштетување на крвните
се одби. Плюс. Еве сега, овие последните минути многу брзо поминува времето со вас, ќе ги искористиме за да не посоветувате сега од ова се што го зборувавме, како ние правилно да се грижиме за сопственото здравје. За да секој од нас правилно се грижи за сопственото здравје, ја долго време го заговарам елементот на медицинската едукација, која што треба да почне од најрани години, од школската возраст, дури би рекол и од предшколската возраст. Убаво е дечињата кои ќе отидат во градинка да ги однесете во некоја здравствена установа и да видат што тоа се случува во здравствената установа, какви се болестите во перспектива кои што оние луѓе кои што не доволно внимавале на сопственото здравје, мора да ги преживуваат на малку повозрастни години. Така да децата на тој начин ќе генерираат слика за тоа колку е важно да се чува сопственото здравје. Во текот на минатата недела интересно што имавме дечиња од едно основно училиште во Скопје, кои што беа дојдени на клиниката за физикална медицина и рехабилитација, со цел да ги едуцираме кои се правилни вежби за тоа како да правилно го држат својот рбетен столб, да немаат искривеност и да немаат понатаму проблеми кои што се јават со текот на годината. Многу со тие проблеми дечињата. Секако. Тоа се едни од најранливите групи кои што во текот на училишниот век знаат да направат сериозни деформитети на рбетниот столб и тие сколиози и гифози понатаму во текот на животот е многу тешко да ги коригирате, затоа е најдобро да ги превенирате. Така да превенцијата почне уште од најраната возраст, кажа, во школото треба да се научи сериозно што значи тоа здравје и како медицински правилно да се едуцира секој дете. Сега би требало да ја правиме таа едукација од 0 до 100 години, ако ме прашате мене, затоа што не сме ја правеле на времето кога требало да ги едуцираме повозрастните граѓани. Меѓутоа, сега би требало дефинитивно да започнеме со децата за да можеме правилно да ги насочиме во иднина како да го сочуваат здравјето, како да бидат попродуктивни и како во својата поодмината возраст да уживаат квалитетно во годините во пензија, наместо да се шетаат по лекари, да се шетаат по паркови. Се надевам дека тоа ќе биде многу почисто воздух, така да ќе уживаат и во зимските месеци. Тука некако не може да се согласиме затоа што усогласиме поточно затоа што имаме загаден воздух, а потребна е физичката активност. Меѓутоа може и на друг начин во затворен простор, каде што може каде што има прочистувачи, за да се бидеме пофизички активни. Еве колку е со оглед на тоа дека нели зборуваме за физикалната терапија и така натаму, колку се важни вежбите во текот на една седмица, да кажеме, и што е она или пак оние кои не се многу по вежбањето, што треба да сторат за да бидат поактивни по ова прашање. Физикалната терапија е всушност терапија која се дава кога имате онеспособеност. Физичката активност треба да биде навика која што ќе ја стекнете за тогаш кога сте здрави и да имате максимална способеност на организмот. Иако се преклопуваат во одредени сегменти, вежбите кои што треба да ги практикувате во текот на неделата додека сте здрави, ја би препорачал најмалку 3 пати во текот на неделата да имате активни физички вежби. Со цел на вистина да го сочувате. Колку часови во текот на денот? Во текот на денот доволно е 1 час. 1 час, значи 3 часа неделно за да имате сосема солидна физичка подготвеност и да имате издржливост, да имате подобрен имунитет, да немате масни наслаги, едноставно да имате основа на квалитетен организам кој што ќе може понатаму да се справи со сите проблеми, со сите хронични болести. Физикалната терапија е решение за луѓето кои што веќе имаат онеспособеност, каде што веќе се јавила, каде што веќе имаме проблеми, органски нарушувања. Но помага секако и тука имаме кинезитерапија, имаме терапија со вежби кои што сериозно помагаат во подобрувањето на моториката, односно во делот на подобрувањето на мускулниот тонус и подобрувањето на функцијата на нервите, што е основно за да се подигне активноста на организмот, да се подигне метаболизмот, да се намалат сите оние нарушувања кои што се поврзани со метаболизмот, како на пример што е пред дијабетот или другите ендокринолошки заболувања, или да се намали можноста од тоа да развиете висок крвен притисок или покачени масти во крвта. Што воопшто не е добре дојден, така ли? Секако. Многу благодарам што бевте дел од нашата утринска програма, со оглед на тоа дека упативме. Мислам дека и ги посоветувавме, односно слушна гледачите, за она за што сите ние се прашуваме, нели? За загадениот воздух и за физикалната терапија, за промената на времето, како ние реагираме и како нашето тело реагира. Дефинитивно реагираме на промените на времето и тука треба веќе една
еднаш за секогаш да знаеме, еве и убаво објаснивте, зошто и тоа се случува. Па ќе се видиме повторно секако со оглед на тоа дека сте наш добре дојден гостин и на следна некоја друга тема. Ви благодарам за поканата и секогаш, како што кажавте, задоволство ми е да присуствувам во Алфа телевизија. Драго ми, само би ве прашала за крај, како вие го започнувате утрото? Како го започнам? Го започнам во 5 часот. Јас никогаш не навијам будилник, затоа што така ми е Ранобудник. некако. Да. И вообичаено тоа е најмирниот дел од мојот ден, кога можам да ги сработам сите обврски кои што ми се најважни со цел да се подготвам за денот. И обично читам тоа што го имам оставено од претходниот ден за да го довршам. Тука се мејлови, тука е стручна литература, тука е литература поврзана со и документи поврзани со работата. Со работата. Негде околу 6 часот веќе почнувам да се спремам за работа и на работа сум од 7 часот, бидејќи во 7:15 имаме стручни И функционираме? Функционираме цел ден. Со тоа што јас морам да кажам дека рано легнувам, не легнувам подоцна од 10 часот. Така. И сметам дека на тој начин навистина имам еден добар ритам поставен. Па тоа е водење веќе на здрав живот. Така е. Да. Благодарам уште еднаш. Ирена, ние тука завршуваме, а ти си продолжува со следните содржини. Ви благодарам и јас на вас за разговорот и за вашето гостување во утринската програма. Довидување до следен пат.